Унгарија е членка на НАТО веќе 25 години. Таа е единствената земја што го блокира пристапот на Шведска во Алијансата. Унгарскиот парламент во моментов не заседава, но пратениците од опозицијата свикаа вонредна седница за да гласаат за кандидатурата на Шведска за НАТО. Сепак, пратениците од владеачката партија на премиерот Виктор Орбан одбија да присуствуваат. Том Пошмартон беше меѓу пратениците од опозицијата кои бараа да се гласа. Од една страна можеме да кажеме дека тоа е погрешна проценка. Тие едноставно не ја разбера ситуацијата. Од друга страна исто така постојат размислување дека единствената личност која има корист од ова е Владимир Путин, а господинот Орбан веќе му направи неколку услуги и зошто да не направи уште една. Сојузниците на Унгарија во НАТО го зголемуваат притисокот. Амбасадорот на САД Дейвид Пресман зборуваше по седницата на парламентот. Премиерот вети дека ќе го свика парламентот за да действува што е можно поскоро. Денеска беше прилика да го направиме тоа и со нетрпение очекуваме да го следиме ова одблизу и Унгарија да действува експедитивно. Американскиот сенатор Бен Кардин, председавач со Комитетот за надворешни односи на Сенатот, претходно овој месец рече дека Унгарија е најнесигурниот сојузник на НАТО и оти Вашингтон треба да размисли за санкции и ограничување за патување. Германија рече дека унгарското одобрување на приемот на Шведска е прашање на лојалност кон НАТО алијансата. Орбан не представи конкретно барање, но укажа на незадоволството од Шведска поради незините критики за демократско назадување во Унгарија. Орбан вели дека неговите пратеници сакаат шведскиот премиер да ја посети Будимпешта пред тие да го одобрат членството на неговата земја во НАТО. Ако тоа е важно за швеѓаните, тогаш очигледно тие ќе дојдат во Будимпешта. Или барем ќе преземат чекори што ќе ги наведат унгарските пратеници да гласаат за пристапување во добра волја. Шведскиот премиер рече дека ќе ја посети Будимпешта, но само по гласањето и дека двете прашања не треба да се поврзуваат. Фидес и Орбан се однесоа во ќорсокак и се чини дека тие не можат да ја поправат грешката затоа што во моментов мислам дека се ставаат во центарот на вниманието до тој степен што едноставно е потешко да ја решат ситуацијата без да се изгуби почит. Мислам дека Орбан нема да дозволи оваа ситуација да помине додека не добие некакво јавно признание. Парламентот на Унгарија треба да се врати на работа на 26 февруари, но не е јасно дали и кога ќе се гласа за прием на Шведска во НАТО.